Се прават последните подготовки пред утришното осветување на храмот Цар Константин и Царица Елена. Конечно, по долготрајните градежни активности, храмот утре ќе ги отвори портите за верниците. Утре ќе биде осветен храмот посветен на светите Цар Константин и Царица Елена, лоциран на улица Македонија. Изградбата на овој храм траеше цели 13 години, а осветувањето утре ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. За овој величествен изглед стои долгогодишна работа на многумина, но најголем белек оставија архитектите Искра и Владимир Лековски. Велат дека најтешко било да се направи кохезија помеѓу модерната градба со традицијата. Црквите се безвременски, значи и архитектонски и сите уметности што се поврзани со црквата, значи живопис, црковни предмети, црковното пеење, одеждите, значи се безвременско, исто е дали во минатото или во сегашноста или во еднината и многу споро еволуира. И така и ние кога проектираме, значи единствен правец што сакаме да го доловиме е тоа да биде безвременско. Значи единствено што архитектите го користат како нешто во моментот што можат, тоа е можностите во моментот во кој што се твори. За да се постигне крајниот резултат, имале и консултации и со представници од Македонската православна црква. Имавме официјално консултанти од Македонската православна црква што ни беа доделени откако почнавме да го работиме основниот проект, владиката Климент од Зрзе и отец Игор Калапаковски од Скопска епархија. И со нив беме во консултација за сите, да речам, детали што се потребни канонски за самата функција на црквата, за некои работи за кои што ние имавме потреба да ги консултираме и одлична имавме соработка. Црквата е во форма на слободен крст, во чест на крстот како прв символ на христијанството. Најпрво како најексплицитен символ на христијанството, јасен, основен е, нели знаеме крстот кој што е директно поврзан со светите цареви Константин и Елена. Значи тој е присутен прво во самата форма на црквата, таа е во основа е слободен крст. Но нешто што е специфично за оваа црква е стилизацијата како символ, стилизацијата на винова лоза која што е присутна во фасадата, како и во внатрешноста на објектот и таа дава длабочина, ја размекнува фасадата и дава буквално суштина на целиот објект. Ја символизира Евхаристијата практично, суштината. Внатрешноста на храмот плени со својата убавина. Секој детаљ е изработен со посебна грижа. Од иконостасот, кој е вистинско уметничко дело, до фреските што ја оживуваат христијанската вера. Прескописот го изработила украинска тајфа, предводена од професорката на Универзитетот Гоце Делчев во Штип Лариса Бондаренко. Додека пак мозаиците се дело на македонскиот мозаичар и зограф Дејан Кратевски. За мозаиците е користен речен камен, а за фасадата е користен травертин, кој е исто така употребуван и при изградбата на камениот мост. Од моментот кога се почна основниот проект, вклучивме зограф Дејан Кратевски. Тој исто ги изработи мозаиците на црквата. Тој е вклучен за да направи иконописна програма, значи и живописна програма, значи се што е живопис во црквата, од форма, димензии, позиција, каде кои композиции ќе бидат поставени, каде кои светители ќе бидат поставени. Камбанаријата е посебна приказна. Самите ѕвона се лиени во Инсбрук, Австрија. Со својата големина тие представуваат најголем сет на ѕвона на Балканот. Најголемото ѕвоно тежи неверојатни 8,5 тони, со што представува и најголемо црковно ձвоно на Балканот. На едно од ձвоната стои надпис "Боже, чувај ја татковината наша света македонска и нашиот благоверен народ". Изградбата на храмот почна во 2012 година и траеше 13 години. Работите беа интензивирани во 2024 година, со што се комплетираа внатрешното уредување на дворешноста и околниот простор. Инвеститори се Македонската православна црква, Охридска архиепископија и фондацијата Свети цар Константин, што беше формирана од МПЦ за изградба на црквата.